Со рангирано 89-то место меѓу 146 земји, Македонија убедливо најнесреќната земја во регионот, според извештајот за среќа во светот на Обединетите нации. Истражувањето за среќа се базира на податоци од економски параметри, услови за живот, перцепција на корупцијата во земјите, како и животниот век на граѓаните. Светот се соочи со многу трагедии, кои му го променија ликот изминативе години. Како предвестник на состојбите, кој влијае на расположението кај луѓето, со сигурност беше пандемијата. Изминатиот период, дополнителна несигурност, страф и агонија кај човештвото допринесе енергетската и економската криза, а од неодамна и воените случувања во Украина. Коментирајќи студијата на Галуп за среќа во светот, Марко Трошановски од Институтот за демократија прецизно ја објаснува методологијата по која се определува индексот за среќа кај една нација. За разбирање на овој резултат кој што сме го постигнале на истражувањето, треба да се знае што се прашува и што се низ кои параметри всушност, како што најавивте, во воведот се оценува нечија среќа. Значи, за ова се користи Галуповата World Gallup Pulse, секоја година Галуп прави такво истражување и неколку параметра потоа заедно комбинирани одлучуваат, односно покажуваат на кое ниво на скалата се наоѓаме во тоа како го оценуваме сопствениот живот и среќа. Значи, тука се чисто, да речам, статистички параметри, тоа е должината на животниот век, GDP per capita, нели, што не е баш најдобриот начин на оценување, затоа што не оценува нееднаквост на распределба на приходот. Може да имате неколку една рака милиардери, цела сиромашна популација и GDP-то пак да ви биде добар. Тука би требало Gini индексот да се користи, но окей, тоа сепак е индикативно. Значи, тие се два статистички параметри. Другите се однесуваат на перцепцијата на дарежливост, колку луѓето помогнале некому во изминатата година, перцепцијата на корупција, колку сметаат дека постои корупција во државата, во институциите, во бизнисот. Универзитетскиот професор Матевски вели дека ситуацијата на опасност врши огромен притисок врз државата и општеството. Во основа неколку фактори влијаат зошто граѓаните ја имаат таа перцепција на несрекни луѓе или несрекни личности. Во принцип, јас би ги поделил на два. Првиот дел ви е системот на вредности поставен така да Македонија е затворено општество и вие каналите за општествена подвижност ви се запушени во Македонија или релативно високо запушени. Значи, вие не можете да одите во скалата на општествена подвижност високо онака како што сте се замислиле. Денеска секој млад човек, знаете, има перцепција, прави своја замисла за кариера, за нешто што во животот треба да направи, затоа што секоја личност е целесообразна личност и она си прави план. Проблемот е што каналите за општествена подвижност кога ви се запушени, ве фаќа депресија, ве фаќа фатализам и ве фаќа систем на вредности во кој што викате јас сум тој што сум и никогаш не можам да дам погоре. Од Институтот за демократија велат дека ниската доверба во институциите и чувството на неказнивост е сериозен проблем, поради кој граѓаните се чувствуваат несреќни во заедницата. Сите истражувања покажуваат дека довербата во институциите кои што треба да се борат против корупцијата, правосудството пред се, е на дното, речиси не постои доверба, нити во тоа како владата справува, нити во состојбата на бизнисот, така да луѓето чувствуваат дека нема правда, еднаква правда за сите и таа не се распределува еднакво и се несреќни поради тој аспект. Во делот на GDP per capita се разбира јасно ние дека нашата економија, економскиот стандард не ни дозволува да уживаме некакви поголеми материјални придобивки од економските услови во кои што живееме и делуваме. Значи, тоа е наредниот аспект. Потоа, колку се радуваме, колку сме тажни, дали им веруваме на другите, дали им помагаме на другите. Сите тие аспекти имаат многу врска со амбиентот, културата во кој што живееме. Дури постојат во тоа истражување и така наречени биомаркери, колку една популација е генетски предодредена да биде среќна или тажна, колку трпиме стрес или не трпиме стрес, колку се возбудуваме лесно емотивно или колку сме опуштени, искулирани, што се вели на премрежјата кои што ни ги носи
животот. Лошо поставениот систем на вредности во земјава има удел во расположението кај граѓаните, посочува социологот Матевски. Каналите на општествена подвижност во Македонија се запушени политички. Значи, која и да е политичка елита да дојде на власт, она се само репродуцира. И системот на вредности кој ќе го поставите да бидете член на политичка елита за да можете да одите горе, не само во однос на тоа да промените занимање, да завршите факултет, да запишете на магистерски и докторски, него и да направите кариера, вас ве убива во поим. Треба да бидам политички активен за да успеам во животот. Или, ако сум Македонија, во она вториот дел на прашањето што го поставивте параметарот на среќа. Параметарот на среќа се наоѓа тогаш кога вие се исполнувате како личност. Значи, секоја личност има одреден коефициент на интелигенција и во принцип, она е второто, има надареност за нешто. Секое дете во Македонија е надарено за нешто и сака да успее во тоа за што е надарено. Ако успевате во животот, ако успевате за она што вие сакате, значи во принцип главниот параметар на среќа е да работите тоа што го сакате. Во меѓувреме, 25 минути, направи анкета и ги запраша граѓаните што ги чини среќни и што е најмногу што влие на нивното расположение. Дали се чувствувате како среќен? Па јас лично да, ама за општеството не би можел да кажам дека е така. Што лично вас ве прави као среќен? Па не знам, љубовта, работата, другарствата и сите тие пропратни работи што ги носат тие работи. Во однос на општеството и на државата, што споменавте, што е тоа разликата измеѓу тоа општеството и вас личната среќа? Па најглавните работи како и секогаш се, значи безработицата, ниските плати, еве сега во задните 2 години ковидот, притисоци, нормално и војната во Украина, колку и да е далеку, како не знам, како нации, како Балкан сме така посклони на притисоци, колку и да се случува на едниот крај на светот, ете, се чувствуваат и негативните ефекти кај нас, ама народот мислам дека малце пресериозно го сваќа тоа. Дали се чувствувате среќни? Јас? Да. Во моментов не сум среќна. Зошто е тоа така? Имам семејни проблеми Во однос на државата, на условите во кои што живееме? на државата, чисто приватни. Приватни, брзо сега ми почина сопругот и заради тоа. Иначе што се однесува до државата, па не знам, за мене, јас сум пензионер. Добро е, средно, како да кажам. Не многу богато, не многу сиромашно, меѓутоа тераме да е мирно, да нема војни, да нема лоши работи, па другото, ние македонците сме учени и со помалку. Не сме учени со многу богати да бидеме. Дали сте среќен? Што ве прави среќен? Да, среќен сум. Општеството, државата, пријателите, роднините, живот? Ја мислам дека среќата сами си ја правиме, така да не мислам дека општеството е тоа што треба да ни ја прави среќата, нели? Тоа е моје мислење, инаку да се осеќам среќен. Експертите се согласни дека со добра стратегија на политичката елита, земјава може да им ја врати насмевката и безгрижноста кај граѓаните. Значи, овој проблем во однос на перцепцијата на среќата може само државата со своите механизми да го реши и на тој начин се надевам на следното рангирање ќе бидеме погоре на скалата. Иако среќата како психолошка состојба најчесто се дефинира како емоционална благосостојба на човекот, повеќе од јасно е дека македонското општество во последно време се поретко може да се издвојат среќни индивидуи. Причина за ваквата состојба, според експертите, се сиромаштијата, долгогодишните политики на неказнивост, како и високата стапка на корупција во сите сфери на живеењето. Горан, што подразбира под тоа дека Македонија е всушност најнесреќната земја на Балканот? Имаш ли, кој е твоето објаснување? Зошто Македонија е најнесреќната земја на Балканот, а ете Финска е најсреќната на светот? Ако погледнете таа фамозна табела, мислам добро, Галуп што работи веќе не знам колку години назад, да, горниот дел на табелата се има директна корелација можеби со GDP, да кажеме, со економска успешност и благосостојба произлезана од тоа и сиромашните се победните се подолу. Но јас мислам дека не е така црно-бела експликацијата, објаснувањето би требало да оди по други линии малце подлабоко, нели, затоа сме општествени науки, да ги гледаме да биде покомплексно.
Јас мислам дека повеќе се базира на чувство на нееднаквост и на неправичност. Мислам дека општествената кохезија, сплотеност општествена кај нас е избришана. Шансите не се еднакви за сите, тоа го знаеме. Правото не важи еднакво за сите, тоа го знаеме. Можностите економски не се еднакви за сите, тоа го знаеме. Се монополизира државните и човечките и институционалните ресурси од партиите веќе со децении. Тоа донесе до крајно корумпиран систем во суштина, во цршта на нештата, и кај луѓето е изгубено чувството и потребата за доверба веќе на крају крајава е загубена. Тоа го покажуваат бројките на луѓе кои што се спремни да напуштат или веќе напуштиле земјата. Има едно испитување последно, 58% од младите на МОФ е тоа, сакаат да ја напуштат Македонија. Тоа е таа приказна за која говориш, да. Секако. И тие не очекуваат, верувате, јас мислам како видат на запад, нели на златниот запад, не очекуваат црвени теписи послани пред нив или не знам што. Тие очекуваат еднакви можности, тие очекуваат за својот труд да им биде вреднуван и да може да живеат пристоен живот, ништо повеќе. Очекуваат кога ќе појдат на доктор да не достоинствен, точно. Да. Кога ќе појдат на доктор да бидат третирани со достоинство, со дигнитет, да нема потреба од врски, од јавување кај овој кај оној или од плаќање не знам колкави сметки во приватна болница затоа што државното здравство не работи, напротив. Така да мислам дека кај нас не сме свесни колку значи, колку е поразително тоа што го доживеавме во овие 30 години, тоа класно раслојување кое што оди до бескрај, безобразно и безобзирно, како сакате, било кој израз подеднакво важи, и мислам дека тука е тој момент на зошто ние како се појавуваме како несреќни. Несреќни сме затоа што среќата не произлегува само, јас пак ќе кажам, не произлегува само од богатство. Паметиме, социјализмот траеше некои 45-50 години, па од една најсиромашна земја веројатно во Европа, искористувајќи ги ресурсите постоечки, природни и инвестирајќи во човечкиот ресурс и капитал, се претвори во едно среќно општество со висок стандард, кое што возможуваше иднина на мноштвото од граѓаните, така да во таа како да кажам констелација на можности, на отворени канали на општествена мобилност од една маса на аграрно неписмено население се создаде земја со висока култура, со високи културни дострели, спортски и така натаму, а сето тоа благодарение за тоа што да кажем денеска да појдете да играте фудбал, родителите плаќаат за тренинзи на децата. Народна техниката такво нешто не постои, нели сето тоа се плаќа, сите тие работи што следеа и што беа нормални за сите, за плодоуживање на сите, сега се професионализирани и комерцијализирани. Шах за да научите треба да платите за своето дете да учи шах, треба да платите курс на некој наставник, а не да членува во клуб и да му да научи како се игра. Значи ги извидоперивме сите работи и се напушти, стануваме, ајде таа атомизација да ја кажеме, не е тоа само атомизација, тоа е повеќе и егоизација. Значи, кој ќе падне снег пред зграда, очекуваме некој да го исчисти, па кој да го исчисти пред зграда? Мислам, нема толку комунална служба, нема толку вработени луѓе за да чистат за пред секоја зграда. Треба ние да се симнеме да им помогнеме на постарите и понемоќните да имат како се симнат да си купат леп. Ама тоа нас не ни текне, ние немаме време, се брзаме. Сите трчаме по пари, нели? Не размислуваме за што е она заедништво и што е општество. Во општество ние општествуваме. Ние ги забораваме основните поими, демократија, демос, кратос, дека ние владееме, некој сме му дали репрезентативна демократија, право во наше име да носи одлуки. Судството би требало да биде заштитник да не се изгуби таа политичка моќ, да не прерасне во економска моќ, економската моќ да не ја јавне политичката моќ и обратно. Но ние гледаме пред некој ден актуелно, не може да не го спомне човек од шарената револуција, единствените луѓе што треба да плаќаат некакви казни и се казнети за виновни, се двајца активисти кои што сосема неправедно, можеби понесени од ентузијазам, влегува и учествува во толпа, да, во ред, за на нив треба сега да покажуваме право. Што значи правото? Мислам, санкциите во правото за што се?
поука за да не се случи друг пат нешто такво. А што се случуваше тогаш, сите многу добро знаеме. Се донесе еден закон, указ за амнестија, че го поништи правото на оваа земја. Ние исклучивме да се побуниме сите како граѓани да се врати правниот поредок. И сега казнувате преку тој ист механизам, тамо колку години после тоа, луѓе кои што се најмалку, како да кажам, кои што најмногу се залагале за да се воспостави правниот поредок, се жртви на неправедна одлука. Така да кога ќе ги појдете, кога ќе ги видите сите овие мали, не се мали, посебно за тие индивидуи, моменти, сваќате дека мозаикот од сите страни е распаднат и дека тешко ќе се склопи. Политичките збориме за општествена заедница. Да, ако на политичарите им се објасни се во ова или само да им се соопшти практично таа вистина, таа дефиниција дека македонците се најнесреќните на Балканот и генерално на таа топ листа сосема на дното, тоа многу не ги загрижува. Како тоа го објаснуваш? Зашто да ги загрижи? Затоа што тие се господари на нашата среќа. Знаеш, мислам, они се незаменливи, единствени и едни кои што може да управуваат со нашите животи како што сакаат и неказниви се. Се покажа и тоа низ овие години на политичкиот пазар за разни услуги и потреби правото се изигрува, нели се сеќаваме за во името на парламентарното мнозинство беа луѓе влечени од Шутке или од Идризов, кај беше конкретно клучарот од парламентот, да го даде својот глас и се е тоа вред за некоја поголема жртва, у некоја име на некоја поголема идеја. Но прашањето, мислам се е тоа во ред, не е тоа во ред, него сакам да кажам политичките пазари кои што го нарушуваат правниот поредок се премногу чести и премногу често сме сведоци на такво нешто и веќе не веруваме во можност за правдолюбивост. Видете зашто инсистирам на правдолюбивост или справедливост. Затоа што веројатно сите ги знаеме Хопсовата визија за човек е волк и за Русовската визија за утописки тамо некој примитивен комунизам, условно кажано. Значи, на што се базира општествениот договор и тука го имаме, нели, пак да се повикам на учени луѓе, ама тоа е општа позната и од општа култура, Ролсовата теорија на Џон Ролс за теоријата за правда. И тоа е тоа, каде вие, на што се базира таа теорија на правда? Тоа е на истост на правото за сите и на давање еднакви можности на сите да се развиваат во таа политичка и економска заедница. Значи, ако немате можност за еднакво развивање, вие всушност не се чувствувате безбеден. Јапан со години веќе инсистира во постконфликтните општества да влезе со еден концепт што се вика човечка сигурност, human security, имаат министерство за тоа. И нивните идеја за општествена реконструкција после конфликт е дека треба се обезбеди праведно општество со можности за сите, за да имаат луѓето чувство на сигурност во својата земја. А таа сигурност подразбира, значи, економска, социјална и правна и политичка сигурност. Значи, оттаму мислам дека ние ептен ги утнавме работите, ништо од тоа не се базира на правилни принципи, туку повеќе на сила на моќ, на констелација на моќ, едните се на власт, па прават како што сакаат, па другите се на власт, па прават како што сакаат, други неказнивоста е очигледна за сите и да се вратам да го затвориме кругот, младите си одат. Јас не знам, ќе потсетам на малецкиот сладкиот со грашок, кој што не сака да јаде грашок, не сака да јаде грашок. Нема да го натерате да јаде грашок. Тој има 10 години, 11 колку на момчето, вика јас нема да ти јадам грашок. Затоа што не мисли дека е тоа нешто што он го заслужува за својот напор да се качува горе на планината. Тој став нема да го задржите тој човек и да од него да захтевате да биде послушен послушник во еден неправеден систем. Тој ќе си го бара своето право. Да. Сега е проблем да ние од таа свесност изградиме свесност за заедништво. Да. За упатеност едни на други. Тоа е веќе друга приказка и тука веќе треба да влезе цел комплекс на како да кажам, сет на мерки, на сериозна платформа и програма, која што ќе се базира на многу истражувања, како ние тоа да го надминеме преку раната социализација во градинките, преку работата во училиштата, преку давање примери, преку формирање на граѓански сектор кој што нема се бори да решава проблеми, туку ќе ствара чувство на заедништво и на учество во заедницата
И тоа се работи кои се за нас мислени именки моментов. Мислам, треба да се седне здраво, да се работи во правец на лечење на нашето општество, пошто вака едноставно имаме само процес на депопулизација. Да. Ќе не напушта. Демографскиот ударен од невидени размери. Ние катастрофата што ја сведочиме не сме ни свесни до кај сме стасани. Што ни се случува? Тоа ќе Просто не земјата без луѓе. Да, тоа ќе го покаже предпоставувам и пописот. Горан, ти благодарам за овој разговор. Молам се, надам дека успеав во кратко време да одговорам. Многу работи има за дискутирање и ви благодарам за поканата и поздрав. Биле со години наназад финците, Финска, граѓаните на Финска се најсреќните луѓе на планетата Земја. Можеш ли да објасниш ти што значи да се биде среќен во Финска? Деновиве има многу дискусија околу овој извештај од Обединети нации, на мрежата за решенија за одржлив развој што го објави пред неколку дена и по тој репорт уствари Финска 4 години уназад е рангирана како земја број 1 по перцепцијата за среќа на граѓаните кои живеат во Финска. И сега баш имаше многу дискусија околу тоа што значи да си среќен, па поготово во Финска. Но треба да се имат во обзир факторите кои се земаат, односно податоците кои се анализираат во овој репорт и тие се базираат, мислам дека 150 земји се земени во обзир, меѓу кои Финска се разбира, и скандинавскиве земји, нордиските земји се меѓу водечките. Сега извештајот ги зема предвид фактори како што се перцепција за слобода, честност, благосостојба на граѓаните, добро здравје, пазете, има и великодушност. Значи, какво однос имате према другите, еднаквост, вклученост и се разбира има економски фактори како бруто домашен производ, социјалната поддршка колкава е и нивото на корупција, што е многу битно. И сега што е, мислам дека финциве што е тоа што ги прави, што имаат перцепција дека се среќни. Прво, имаше многу анализи и дискусии овде. Прво мислам дека е фактот што финците го препишуваат ова прво место на оваа ранг листа, бидејќи се они прилично поврзани со природа. Површината на Финска 90% е покриена со шуми, со езера и обала покрај море. Што значи дека ние овде во урбана, иако е урбана, во центар на Хелсинки ерија живеам јас, буквално живееме во шума. И буквално луѓето тука поминуваме многу време во природа преку ден. Значи тоа е полушен, како се вика, загаденост е минимална, значи нема или е многу мала. Прво, квалитетот на воздухот и квалитетот на водата која се пие се навистина едни од најдобрите ми се чини во свет. Значи прво тој дел, врската со природата. Меѓутоа вториот елемент е, мислам дека е довербата кон институциите. Имаше овде, правеа една анкета, 90% од граѓаните на Финска имаат екстремно високо мислење за институциите овде. Значи веруваат во правда, во правдолюбивост, во... Да. Значи, овде стварно многу минимални се шансите за корупција. Ако ве фатат овде, значи нема тука нема повторување на исти грешки. И стварно е минимализирани се тие такви некои феномени во ова општество и прилично се фокусирани на благосостојбата на граѓаните. Овде предпоставувам среќата доаѓа овде затоа што луѓето живеат прилично опуштено. Тука и доколку било што ви се случи во животот во смисла на несреќа или изгубите работа и така натаму, вие социјално сте збринати. Значи добивате минимум поддршка, стан, пари и така натаму, има и други субвенции кои ви даваат минимум достоинствен живот. И мислам дека тука се крие тајната, значи довербата на институциите и тука луѓето плаќаат со кеф данок. Знаат дека нема да биде злоупотребен тој данок. Да. Дека парите што ги даваат они во државата, дека државата управува и ги инвестира во прави работи. Само да напоменам дека образованието тука е без пари.
здравството е без пари, а образованието е едно од најдобрите во свет. Така да инвестирањето, сите пари што ги даваат граѓаните овде во Финска, сите 90% од граѓаните сметаат дека се добро менаџирани тие пари, дека се вложуваат во добри нешта за Интерес на подобрување граѓаните. Да. Добро, Виле, ти благодарам за ова објаснување. Оле.